Добар ден, термин за планедневните вести на Канал Плюс телевизија. Почнуваме со најава на дел од темите. Нов државен универзитет Мајка Тереза ќе се гради во Скопје. Позната е локацијата и студиските програми. Зголемен е фондот за стипендии за студентите и средношколците. Од идната учебна година 11 милиони 200 илјади евра за талентираните и студентите во социјален ризик. Турците во Македонија денес го одбележуваат денот на образование на турски јазик. Годинава се навршуваат 65 години од постоењето на турскиот театар во Македонија. Владата одлучи да отвори државен меѓународен универзитет во Скопје кој ќе го носи името на Мајка Тереза. Избрана и локација ќе се адаптира простор во касарната Илинден на површина од 22.000 метри квадратни. Во план е новиот универзитет да има 5 факултети: архитектура и градежништво, технолошки, технички, социјални науки и факултет за информатика. Наставата ќе се изведува на 3 јазици, а со настава ќе се почне од следната академска година. Ќе биде на 3 јазици, на македонски, албански и на англиски. И ќе има сериозна интернационална димензија, бидејќи ќе има и професори и студенти, и македонци и албанци, но и странци. Значи, ќе има професори странци, можно е да има и декани, ректор може да биде странец, законот тоа го дозволува. Ќе има исто така професори македонци, ќе има албанци, ќе има студенти од и албанци и македонци и од други држави. И ќе биде еден нов квалитет во нашето високо образование. Остануваме со високото образование. За наредната студиска година најавени се неколку нови видови стипендии за студенти и средношколци, за што е обезбеден фонд од 11 милиони и 200 илјади евра. Меѓу стипендиите кои им се надофат на македонските студенти и средношколци се оние за талентирани студенти и ученици, за спортски таленти, за студенти од социјално ранливи категории, за студии на техничките и на информатичките факултети, за студии на првите 100 универзитети во светот според рангирањето на Шангајската листа и други. Кога станува збор за стипендиите, практично до 2005 година ние имавме 5, 6, 7 стипендии, се на се. Сега има 40 видови стипендии за високо образование и за средно училиште. До 2005 година имаше одредена сума на пари која што се даваше за стипендии, сега таа е триплирана. 11 милиони и 200 илјади евра се предвидени за следната година, 2016 за средства од буџетот за стипендии и за средношколци и за студенти. Тоа е 3 пати повеќе отколку во 2005 година и веројатно 6-7 пати повеќе видови на стипендии отколку што имаше во 2005 година. Турците во Македонија денес го одбележуваат денот на образованието на турски јазик. На овој ден 21 декември 1944 година започна наставата на турски јазик во основното училиште Тефајус во Скопје. Со одлука на владата на Република Македонија од 2007 година овој ден е неработен за турската етничка заедница во Македонија. По повод празникот, но и 65 годишнината од постоењето на турскиот театар во Македонија, денес во Скопје ќе биде промовирана монографијата на словена со сигурни чекори до целта. Турскиот театар е формиран на 9 јули 1950 година, а прва представа била Сомнително лице од Бранислав Нушик. Штипскиот народен театар денес имаше премиерата на новогодишната представа за деца "Честитка за Дедо Мраз". Вообичаено пред Нова година највесело е во детските градинки. Во Стибовите градинки во Штип почнаа детските изведби на новогодишната бајка. Оваа година се решивме за новогодишна бајка во која што дечињата ќе испратат старата година и ќе дочекаат новата година заедно со родителите. По повод овој настан организираме и представа и музичка представа која што ја изведуваат самите дечиња од големите групи во сите 4 клонови на детската градинка Стив.
Поради интервенција во дистрибутивниот систем за електрична енергија, утре во период од 10 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат жителите на улица Маричански пат во Пробиштип, а преќена електрична енергија ќе има и во дел од Маричанската населба. Владеачката конзервативна народна партија на премиерот Маријано Рахој освои најмногу гласови на вчерашните парламентарни избори во Шпанија, но го загуби досегашното мнозинство во парламентот. Според безмалку целосните податоци од изборите, Народната партија освои 28,7% од гласовите на шпанците и обезбеди 123 пратенички места. На второ место е Социјалистичката партија, за која гласа 22% од гласачите. Во новиот состав на парламентот, социјалистите имаат 90 пратеници. Во првото обраќање пред своите симпатизери, Рахој рече дека ќе се обиде да формира стабилна влада. Народната партија е се уште партија број 1 во Шпанија, порача Рахој. Најмалку едно лице го загуби животот, а повеќе од 37 се повредени во неделата кога автомобил од непозната причина се залетал во група луѓе во Лас Вегас, во американската сојузна држава Невада, соопшти полицијата. Неколку од повредените се во критична состојба, објави на Твитер полицијата во Лас Вегас. Возачот на автомобилот е во притвор, наведува истиот извор. Повеќе од 37 повредени во сообраќајна несреќа на булевар во Лас Вегас, потврдена смрт на едно лице, неколку во критична состојба. Возачот во притвор, гласи содржината на полицискиот твит. На вчерашното референдумско изјаснување, словенците го отфрлија законот за истополовите бракови, покажуваат преелиминарните резултати. Според податоците на изборната комисија, околу 63% од избирачите гласале против законот со кој се дава право на истополовите двојки да склучуваат брак и да посвојуваат деца, а 37% го поддржале. Резултатите уште не се конечни, по пребројување на 96% од гласовите, но не е за очекување дека ќе се промени нешто за крајниот резултат. Женскиот кошаркарски клуб Клубски ја продолжува победничката серија и ја нанижа четвртата победа во низа во првата македонска кошаркарска лига. Во надпревар во кој делчевските кошаркарки беа подобри во сите елементи на кошаркарската игра, го совладаа тимот на Лотос од Скопје со 66-62. Делчевчанки, според информациите кои ги добивме од тренерот, беа подобри во сите елементи на кошаркарската игра. Водеа од првата до последната минута. Водството по првата четвртина изнесуваше 15 разлика, што беше и клучна четвртина тимот на Клубски да го добие овој надпревар. Но оваа средба во таборот на Клубски најефикасна беше најискусната Маја Видикова Николиќ со 15 постигнати поени, а двоцифрени беа уште 4 кошаркарки: Елеонора Атанасова Георгиева со 12, 18 годишната Стефанија Петровска исто така со 12 поени, репрезентативката Ванеса Василевска со 10, додека едноцифрен број на поени постигнаа и Снешка Николовска која уфрли 8 поени, Ангела Ставрова 6 и Ина Рашева која постигна 7 кошеви. Наредниот викенд кошаркарскиот клуб Клубски во Делчево ја пречекува екипата на Бадел од Скопје, инаку досега без пораз, шампиони и куп победници за оваа година. Добра прилика да се наполни спортската сала во Делчево и љубителите на спортот да уживаат во еден врвен кошаркарски женски надпревар. Овде е крајот на вестите со содржини за денешните настани. Се гледаме во 16:30. Имајте убав ден.